Големи 720.000 евра лани били исплатени за каснување од куќиња. Секоја година висината на оштетите расне, што директно потенцира дека куќиња скитници има се повеќе, но и дека сегашната стратегија за нивниот третман во општините не е добра. Лани најмногу по овој основ исплатил град Скопје, односно околу 400.000 евра. Вторе Кичево со исплатени 110.000 евра, а близу зад него е Велес со 96.000. Заедно со уште 7 градови били исплатени околу 720.000 евра на име одштета поради каснување од куче. Во таа бројка не се вклучени Тетово, Гостивар, Струга и Охрид, од каде не добивме податоци. Стои во анализата на 360 степени. Пред 10 години на територијата на цела земја имало 53 пријави за лани да стигнат до 1785 пријави. Зошто на улиците има толку многу куќиња скитници? Прашање и одговор кој е актуелен за сите општини, а го потенцираат и од Струмица. Се случуваат да граѓани кои што го чуваат одреден период куќето, може да е расно куќето, после некој период, за жал, овде морам да потенцирам, им здосадува или не сакаат да го чуваат, или немаат услови да го чуваат, истото ги пуштаат на улица, но ни се случува и да куќиња од други општини, и од околни, и од подалечни општини од општина Струмица, не носат со комбиња, со камиони, такви појави имаме. Сепак во статистиката на 360 степени стои дека Штип лани по овој основ исплатил само 976 евра, што не значи дека напади и повреди од куќињата скитници и граѓаните немаат. Во судска постапка и процедура досега имавме неколку случаеви каде што одредени наши сограѓани ја тужеа општина Штип и се каснати од куќиња кои што не е докажано дека се скитници, туку дека имаат собственици. Во такви случаеви судот донесува одлука дека надоместокот не го исплаќа општина Штип. И имаше доста такви примери во изминатата година каде што ние немавме одговорност да исплаќаме одреден надоместок